Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме. Советниците на општина Кочани со конструктивни дискусии ефикасно ја одработија 8-та седница, донесувајќи повеќе одлуки и решенија. Ултимативно напуштање на седницата на Советот од страна на советничката од редовите на ВМРО ДПМНЕ Весна Милошева пред донесувањето на буџетот. Автопатот Скопје Миладиновци Штип ќе ги реши сите дилеми од минатото. За привлекување туристи од страна, општините организираат бројни манифестации. Такви се и деновите на Кочанскиот Орис. Промоција на книга со наслов Поетско вдахновение на авторот Коце Стојменов. Останете со нас. Се враќаме веднаш по рекламите. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелета на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата милена фреквенција, телевизија Кочани. Со конструктивни дискусии, продуктивно и ефикасно одработија советниците на денешната 8-ма поред седница на Советот на општината, на која беа продискутирани и освоени 25 точки од дневниот ред.
Без исполитизирани дискусии и препукување помеѓу власта и опозицијата, продуктивно и ефикасно денеска советниците ја одработија 8-та редовна седница на Советот. При тоа расправаа по 24 точки од дневниот ред, усвојувајќи голем број од нив едногласно. Спротивставени дискусии се водеа околу информацијата за производството, пласманот и цената на оризот, од аспект на заедничкиот проект со Турција и воведување турски сорти, семи и стандарди на производство, на што се противеше опозицијата. Турски ориз и тој веќе од домакинет. Точно е дека се италијански семењата, меѓу тоа од домакинет. Сите тие семења имаат млечно зрно, покрупно зрно и така натаму. Сега што ова се нуди на земјоделците, има стаглесто зрно. Разликата е во тоа што со векови на назад, со децении на назад, толкому тој точно увезено семе од Италија и натаму веќе станал домашен кочански бренд. Мнозинството и градоначалникот се обидува да докажат дека се работи за надежен проект кој веќе ги дава почетните резултати и најавува долгорочно решавање на проблемот со оризот во сите сегменти. Во соработка со институтот за ориз, значи исто така специализиран институт за ориз од Едрене, тие оваа година направија експерименти со, 3,5-4 тони семиња, сертифицирани семиња, кои што за жал мошне малку ги користат нашите земјоделци, и направија опит на некои 20 парцели и во општина Кочани, да повторувам, значи и на соседните општини. Треба да го гледаме ние како една целина, целото Кочанско поле, кои што резултати ќе ги имаме еве сега во сабота, едни од првичните резултати во онаа манифестација 22 поред денови на оризот, специјално ќе имаме презентација на оваа мерка, односно на оваа соработка, овде во Кочани. До оваа фаза ќе имаме ожнеано 1-2 парцели, меѓутоа до фазата на жнеење. Исто така, ова што го рековте за квалитетот, ќе имаме и презентација на готов турски ориз, меѓутоа не произведен во Кочани, бидејќи не може да стаса, туку од кајни, презентација на производи кои што бесплатно ги организираат заеднички Институтот за ориз од Кочани и Институтот за ориз од Едрене. Неочекувано пред расправата за буџетот, опозицијата остана без еден глас од сопствените редови, што значеше рампа за донесувањето одлуки со мнозинство. Но проблемот го реши советникот на опозицијата Љупчо Стоилков. 10 изменување и дополнување на буџетот на општина Кочани за 2013 година го поставувам на гласање со превој на рака. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздржани? Нема. Констатирам дека изменувањето и дополнувањето на буџетот на општина Кочани е усвоено. Потоа експертно беа донесувани предлог одлуките за урбанистичко-планска документација, како и неколку други предлог одлуки, меѓу кои она за воспоставување меѓуопштинска соработка со Пробиштип за развој на локалитетот Пониква, каде се најавуваат големи инвестициони зафати. Ултимативното напуштање на седницата на советничката од редовите на ВМРО ДПМН Весна Милошева и гласот за буџетот на Љупчо Стоилков ја одбележа работата на Советот на 8-та редовна седница. После ова останува дилемата кој и со каква цел седнува во советничките клупи. На паузата помеѓу 9-та и 10-та точка од дневниот ред, односно пред да се расправа и гласа за измена и дополнување на буџетот на општина Кочани за 2013 година, советничката од мнозинството во Советот Весна Милошева без образложение ја напушти работата на Советот и си замина. Низиниот оптек советниците го прокоментираа како своевиден бојкот поради тоа што се уште не била вработена. На тој начин таа манифестирала ултимативен однос помеѓу логиката доколку власта не ме вработи, без мојот глас нема да може да донесува одлуки, односно нема да се усвои буџетот. За нејзина несреќа, моментот го искористил советникот од опозицијата Љупчо Стоилков, со чиј глас е анулиран минусот во мнозинството што го направила Милошева. Сега останува да се види дали и на кој начин советничката група на ВМРО ДПМН ќе дисциплинира бунтовната советничка и дали истата ќе има одредени консеквенции затоа што за одредено време ја блокирала работата на Советот, односно на мнозинството во донесувањето важни одлуки. Многу значајно е и каква позиција во иднина ќе заземе советникот Стоилков, бидејќи може да се очекува дека тој своето политичко и советничко искуство ќе сака да го искористи максимално. Инаку неофицијално, Милошева во периодот по изборите барала вработување, но и покрај одредени ветувања таа нејзина желба не била исполнета. За да покаже дека не е било кој на денешната седница со доза уцена се обидела да го блокира освојувањето на измените и дополнувањето на буџетот.
При тоа заборавила дека функцијата советник не ја добила во наследство, туку дека е избрана од граѓаните. Како што заборавила дека за паушалот од околу 250 евра кој го добива секој месец, најголем дел од граѓаните мора да работат месец и пол за да го заработат и дека истиот не се дава за уцени, туку за реално и квалитетно работење во интерес на граѓаните. И на крај во што ќе се претвори советот ако се случи таа или нејзини колеги советници утре да условуваат за вработување на членови на семејство, на роднини и така натаму. Автопатот Скопје-Штип преку Миладиновци уште еднаш ја завери грешката што првата влада во плуралистичка Македонија ја направи кога железничкиот коридор Исток-Запад наместо низ Кочани го измести низ Крива Паланка и Псача. Дури сега кога автопатот од Скопје преку Миладиновци до Штип станува реалност, се гледа колкава била грешката што своевремено ја направија Црвенковски и Петковски, подпомогнати од тогашниот коалициски партнер Иванов, кој кон средината на 90-тите го изместија железничкиот коридор Исток-Запад од Кочани и го трасираа преку Куманово и Крива Паланка заедно со Псача. Ако тогашното државно раководство одлучуваше според реалните состојби и потреби, сега наместо грдите споменици кај Кратово, во Источна Македонија ќе функционираше пруга која ќе ги оправдаше инвестираните средства. А покрај пругата логично ќе се создадеа предуслови за автопатско поврзување на овој дел од државата со Скопје и понатаму. Колку е значајно автопатското поврзување најдобро знаат стопанствениците, од кој голем дел секојдневно го шпартаат патот од Кочани до Скопје. При тоа, особено на делницата до Велес, трошат време и нерви заради честите застои кои ги предизвикуваат товарните возила на тесниот и криволест пат, со минимални услови на безбедност. Автопатот, освен што ќе го скрати растојанието за 30 на километри, ќе возможи побрз и поефикасен сообраќај, што ќе создаде услови дестинацијата од Кочани до Скопје да се помине за помалку од 1 час. Особено откако ќе се изгради третата коловозна лента од Кочани до Штип. За привлекување на туристи од страна, општините од регионот организираат значајни содржини за презентација на културното богатство на нивниот крај. Со цел привлекување на поголем број гости од дома и странство, општините од Источниот регион организираат неколку манифестации со кои го свртуваат вниманието на пошироката јавност. Беровчани го имаа етносаемот, Пехчевци фестивалот на дувачки инструменти, а пак Делчевци минатата недела ја славеа Модрата слива. Жителите на општината Чешиново-Блешево во саботата се обидоа да се подготват за рушењето на Гинисовиот рекорд во подготовка на Сутлиеш. Во ова тие целосно успеаја, а намамија и повеќе гости од страна. Како ви се допаѓа оваа манифестација? Па, да ви кажам, многу убава така, убаво е традиционално се одржува секоја година. Оризот интересно е да се види како се вари, го пробавме многу вкусен и така. А од каде се? Од Скопје. Да, имате некои корени чешиновски? Не, него чисто се организиравме како изглед да дојдеме туристички. Да. Ви се допаѓа ли еве подготовката за рушење на Гинисовиот рекорд? Како не? Ако успеете, тоа е за секоја честитка. Деновите на Оризот во Кочани се убава можност да се слави Оризот во месец септември, со сите нишани кои ги нуди традицијата, рачната жетва на Оризот, вршењето на гумно, како и презентацијата на земјоделски алатки за производство на ориз и јадење од ориз. Се очекува во сабота и недела на оризовите полиња во атарот на село Горни Подлог да присуствуваат бројни делегации од збратимените градови на Кочани, како и гости од повеќе градови на Македонија. Книга со наслов "Поетско вдахновение" на Коце Стојменов беше промовирана денеска во Кочани. Во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани се одржа промоција на книга со наслов "Поетско вдахновение" на Коце Стојменов. Се работи за поетска книга во која авторот опфатил 45 автори кои потекнуваат од Кочанскиот крај. Промотор на книгата беше Тања Стојковска, директор на Домот на културата од Пробиштип.
поезијата треба да се негува, меѓутоа на еден ваков начин, значи едно поднебје да се заштити од заборавање, да се заштити со податоци кои навистина се вредни, како за вашиот град, така и за сите поети. И мислам дека Коце е направил вистински избор. Изборот несомнено беше дека ќе биде добар, меѓутоа и предговорот кој го има напишано, значи возбудува, влечи и онака ги вади од вас сите чувства и сите емоции. Мислам дека навистина го погодил и предговорот и изборот на авторите и 52 автори да имате од оволку, да речам мал град, меѓутоа тоа е голем град, ама 52 автори на поезија навистина е чест. Авторот на книгата Коце Стојменов видно возбуден по промоцијата ни изјави. Секој сум човек кој трага по нешто што го нема, што е заборавено, што е ставено на страна, значи сакам она што е малку достапно на јавноста да го изнесеме, едноставно да биде полесно, едноставно на едно место, едноставно да луѓето да можат едноставно да дојдат до сознание на она што Кочани го имало, го има и се надам дека ќе го има, а тоа е на полето на уметност. Минатата година, како го споменав, дека тоа беше со ликовните, оваа година се дрзнав за поетите. Беше многу тешко и чувствував дека ми требаше уште време, но она што беше ставено во програмата не сакав да биде скокнато, значи чувствував една потреба уште да речеме околу уште 2 месеца, значи да го доформам она што ми беше замислено во мојата глава, али сепак и тоа што го направивме сум задоволен и интересно за јавноста, за читателите, значи секој автор од што се поместени овде, значи се застапени по неколку песни, зависи од авторот, значи од 3 до 6 песни секој автор е застапен, значи да ја дадеме простор и на помладите, и на оние малку што творат, и на оние што повеќе творат, значи сепак Кочани треба да ги споменува авторите што се метнати во книгата. Не јас како подготовач на материјалот, него сепак луѓето се најзаслужени за оваа материјал, луѓето што творат поетите. Книгата Поетско вдахновение на авторот Коце Стојменов излегува во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис 2013 година и беше промовирана денеска во Кочани. На сцената на Центарот за култура синоќа беше прикажана представата Прогонот и убиството на Жан Пол Мара со студенти од Факултетот за драмски уметности од Скопје. На сцената на Националната установа Центар за култура Бели Мугри синоќа беше прикажана представата Прогонот и убиството на Жан Пол Мара со студенти од Факултетот за драмски уметности од Скопје во класата на професорот Владимир Милчин. Во оваа представа актерите ја прикажаа полемиката за смислата на револуцијата која прераснува во полемика за смислата на актерската професија денеска и овде, како и за соочувањето на младите актери со застрашувачката неизвестност на она што ги очекува надвор од факултетските бараки. На сцената текстот мощно, уверливо и допадливо го донесоа студентите од завршната година на Факултетот за драмски уметности во класата на професорот Милчин. Представата Прогонот и убиството на Жан Пол Мара е дел од стопанско-културната манифестација Кочански денови на Оризот 2013 година. Академскиот сликар Коста Клифов со прва самостојна изложба во Кочанската библиотека. Во Кочанската библиотека Искра во Кочани е отворена самостојна изложба на ликовниот уметник Коста Клифов. Делата се изработени масло на платно и акрил и се дел од творечкиот опус на младиот ликовен уметник. Изложбата за отворена ја означи Данута Ананиева, а за неја и за творештвото на Клифов зборуваше Илинка Атанасова, виш кустос, советник во музејската збирка на Кочани. Сликите се работени во 3 циклуси. Има циклус војна, има циклус пейсажи, има циклус лица. Инспирација, политика, природа, луѓе. Изложбата се отвора во рамките на Деновите на културното наследство и 22-та меѓународна манифестација Кочански денови на Оризот. Концерт на квартетот Флейти Аулус ќе се одржи вечерва во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, вечерва во салата на спомендомот Асном, концерт ќе одржи квартетот Флейти Аулус. Публиката ќе слушне дела од Моцарт, Лансон, но и од македонските композитори Кокан Димушевски и Дамир Имери.
Квартетот Аулус го сочинуваат 4 флейтистки Марија Јакимовска, Ангелина Катмерова, Александра Тевдовска и Билјана Камчева, сите од класата на реномираниот професор по флейта Страшо Темков. Во 6-годишното присуство на музичката сцена, Аулус има приредувано концерти во Радовиш, Кавадарци, Гевгелија, Струга, Струница, Скопје, во Софија, Република Бугарија, во Лесковац и Белград, Република Србија. 4 флейтистки имаат освоени први награди на меѓународниот надпревар по камерна музика во Скопје во 2008 година и на меѓународниот надпревар по камерна музика во Валјево, Србија 2009 година. Квартетот Аулус се ексклузивци на музичката младина на Македонија, од каде најавуваат многу значајни концерти. Ова беа содржините што ви ги подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер. Довидување.